Секунди на љубов за памтивек е насловот на најновата трета поред книга на прилепската поетеса Билјана Јандреска, која синоќа беше промовирана во Кафе Арт. Секунди на љубов за памтивек е сиже од незината цела година пишување, налик на поетско-прозен дневник. Книгата почнала да ја пишува на 21 ноември 2014, а ја завршува точно на истиот ден, 21 ноември, но сега една година подосна, во 2015. Книгата од разни причини дури денес го гледа светлото на денот, а основата на целата книга е љубовта кон незиниот дечко, а денес веќе и сопруг Златко Андоновски. Инспирацијата за незе ми беше тогаш симпатија, сега веќе сопруг. Како што велат, пази се од жени кои што пишуваат, пази се од писателките, бидејќи ако мешаш прсти во нивниот живот, тие стануваат дел и од некоја твоја книга. Зошто после дури 4 години чекаме објавување? Зошто секогаш нешто се случуваше. Дали финанси, дали не е време. Сега ајде после, има време, ама едноставно сопругот беше баш тој што ме поттикна, зашто да фаќа прашина, едноставно треба и другите да ја прочита. Вреди да се прочита. Дали веќе пишуваш нешто ново? Сега за сега во мирување сум. Со обрските со мало дете, малку е понапорно, ама се надевам дека ќе најдам време повторно да му се вратам на пишувањето. Може би ова ќе биде баш основа за да почнам пак да пишувам како порано. Промоторката Виолета Сековска вели дека буквално секој стих во книгата е натопен со љубов, без разлика што низ некои песни провејува и нишка на мала тага, но среќата и љубовта секогаш доминираат. Не дека не ме предупреди, не дека себе од мене не се огради, не дека не ми забрани, ама го скроти овој палав дух во мене, конечно си најде парче љубов, обично, најобично, ама со срце и душа. Со нежна уста и големо срце што умее да слуша. Нежно и милно ме гушна, в приградка ме скроти. Да ме утешиш, оти љубов голема за мене си немал. Ке научиш да ме љубиш. Љубовта е таа која што е двигател на се што не обкружува околу нас. Љубовта е двигател на целиот универзум. Значи, сонцето и земјата се во љубов. Денот и ноќта се во љубов. И токму љубовта е суштината на нашето битисување. Книгата на Билјана изобилува со значи има делови каде што има тага, има делови каде што има радост, среќа, но најмногу љубов. Таа со тагата се гледаат очи во очи. Меѓутоа, со дозвола на нашата авторка провејува радоста и среќата. Професорката Билјана Тинтовска, која што исто така ја промовираше книгата, рече дека ја воодушевила предиспонираноста на Јандреска со љубовта, која ја опишува со голем жар и елан во сите нејзини облици. Во црните јаглички и розевиот градник се прошетали зодаите од неговата куќа. Сакаше да го запамти секој детај од тоа последно заедничко утро. Не баре тукошна домаќинка, вешто се снајди во куњата. Не идеше прв пат да го скуни, веќе знаеше каде стои се. Го зеде гезвето, ги отвра и умилените шолји за кафе и стави да се вари нивното последно заедничко кафе. За последно беше, последно заедничко утро во негова близина. Се насмева, кога ја виде како погајкички се вртка околу куњата. Уживаше во гледката, крајки се во себе си, каква среќа испушта во себе. Убаво ми прилега не само во постела, туку и утрото е убава кога таа исхода и речи си целосно гола се шетка. Речи си безумно, помина крај неја и ја добра околу половината. Нежно ја бакна на рамото, ја погали пократко до косиче и се фрли во креветот. Јас како просветен работник и што го предавам предметот македонски јазик и литература, ги охрабрувам младите да го земат примерот на Билјана и да се занимаваат или со читање или со пишување уметничка литература, посебно затоа што облагородува уметноста на убавиот збор и најмногу заради тоа што љубовта всушност во сите нејзини облици е суштината на животот.
мојата порака до читателите е да ја прочитаат оваа книга, дека ќе добијат извонредни искуства во врска со љубовта и дека таа представува еден чекор понагоре во нивните искуства и животни љубовни. Романот Вистинска љубов е дебитантската книга на Јандреска, која што ја напишала уште во 2007, но ја издава 7 години потоа како подарок за нејзиниот роден ден. Додека пак поетската книга Предиграни с песна е нејзина втора книга, која ја издава истата година во декември. Нејзиното создавање било потикнато од првиот роман, но сега многу посмело и поинспиративно. Билјана Јандреска во 2013 година завршува на факултетот за детективи и безбедност при ФОН универзитетот во Скопје и се стекнала со звање дипломиран детектив. Во 2014 специализира детективска дејност, а во 2015 ги положува испитите на магистерските студии. А што може да има побаво од плотта на љубов, ако не на мало детете? Затоа, ако и вие некогаш заборавите зошто ја сакате својата партнерка или зошто го сакате својот партнер, ако јас ја напишав книгата, прочитајте. Може би вие ќе се сетите зошто. И благодарам.